Добар ден. Се наоѓаме на една од парцелите на Никола Груевски во илјадници метри квадратни. Со денешна вредност од околу 5 милиони евра. Никола Груевски вчера се скри за соопштение во кое што се правда дека имотот на негово име бил пријавен во анкетниот лист. Но Никола Груевски не кажа зошто од позиција на премиер хистерично се интересира за сопственоста на офшор фирми од Белизе и Лугано. Што го интересирало Груевски, каков и колкав простор ќе добијат овие фирми, па затоа секојдневно да го напнува Јанакиевски. Како може управители на овие фирми да бидат луѓе блиски до Никола Груевски? Неговиот кум, кој патем кажано се уште се наоѓа на високи јавни функции, или, например, бизнис партнер на неговата фамилија. Со кои и со какви пари се купени овие парцели? Еве затоа, значи, Никола Груевски лажно го подведувал неговото членство со протест да ја крши општина Центар, наводно за градба на црква. Затоа братучетот Мијалков договарал нудење подкуп на советници со цел да го добијат мнозинството во Советот. Идната влада на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе направи законски измени сите офшор компании да бидат обврзани да ги соопштат вистинските собственици. На сите офшор компании ќе им биде даден рок за достава на целокупниот историјат на овие фирми. Но ништо не го спречува Никола Груевски уште денеска да предложи токму ваков закон, со кој што било која офшор фирма во Македонија што ќе купи една педа македонска земја да мора да ги пријави своите вистински собственици.